Следува нашето утринско будење, на кое што го најавив, се разбира преку утринското будење, всушност и нашата покана на утрешниот симфониски концерт за деца, во кој што се разбира се принесува приказната за магичната флейта на Вулфи, чија авторка и нараторка на концертот е Тина Иванова, со која што се поврзуваме утрово. Тина, јас те гледам и нашите гледачи, верувам и дека добро ќе се слушнаме. Ти посакувам добро утро и убаво утро. Добро утро, ве гледам и јас, се надевам дека се е окей и со звукот и со сликата. Да, се слушаме одлично и добро е да ги искористиме минутите пред нас за да го најавиме она кое што ќе се случува, но и ќе го најавиме и ќе се навратиме малку за тоа кое што го имаше во февруари, а всушност беше и промоција на истоимената сликовница, па тоа е некако поврзано, нешто што се пренесува во самата приказна, која што може да се доживее и преку сликовницата, но истовремено и преку утрешниот симфониски концерт. Приказната за магичната флейта на Вулф е една интересна и едукативна приказна, нешто што ја развива дополнително фантазијата кај децата. Да, утре во 12 часот во Македонската филхармонија, премиерно во филхармонија, ќе се изведе представата Магичната флейта на Вулфи. Како што кажавте, таа представа веќе ја игравме во книжарниците на литература и таа е дел од 5 книги кои што литература ги издава, посветени на Моцарт, Бетовен, Бах, Чајковски и Верди. Па еве, премиерно почнуваме со Моцарт во Македонската филхармонија. Се надевам дека децата ќе уживаат и дека ќе им се допадне и дека нема да застанеме овде. Многу сум среќна што раководството на филхармонија ја прифати оваа идеја и што ќе се изведува на голема сцена со голем симфониски оркестар. Заедно со мене учествува и миленикот на детската публика, акторот Мартин Јордановски од Театарот за деца и младинци. Јас ќе бидам нараторка и малку ќе глумам. Тој го игра ликот на малиот Вулфи. А секако оркестарот на Македонската филхармонија под диригентство на маестро Иван Еминовиќ ќе изведе неколку навистина прекрасни и познати дела од славниот Моцарт. Моцарт, кој што всушност беше инспирација за создавање на оваа приказна, со сите оние информации или податоци кои што ги знаеме за големиот Волфганг Амадеус Моцарт или неговото детство и љубопитноста на едно мало момче, а потоа исполнување на сонот да стане успешен музичар и веројатно нешто кое едукативно би требало да влие на најмладата публика, дека доколку се сонува и доколку се има навистина желба, соништата знаат да се остварат, па верувам дека некако токму преку музиката така и на тој начин може да се допре до најмладата публика. Тоа е всушност и целта. Секако пораката е таа не само на оваа приказна, туку на сите 5 книги е токму тоа, човек ако нешто сака искрено, ќе го реализира на било каков начин, заради тоа што особено тоа е важно да им се влие внесе како порака кај децата. И оваа приказна и другите приказни се бават со и оној сегмент на несигурност, на недоверба. Тоа мора да се работи, малку има и психологија нели во овие раскази. Мора да се работи тоа за да можат децата понатаму да го остварат она што го сакаат и за она што се талентирани. Во случајов малиот Вулфи е талентиран за музика, меѓутоа се додека не ја пронајде волшебната флейта, некој елемент на волшебство провеува во сите 5 книги, па така и оваа, тој нема да свати, да разбере всушност зашто е талентиран и како би можел да го трасира понатаму својот пат во животот и каде да ја насочи својата креативност. Во случајов се станува збор за музика. Во сите 5 книги, па така и во Магичната флейта на Вулфи, ја имам книгата пред мене. Ова е една од 5 малечки книги кои што ќе бидат спакувани во еден пакет насловен Музичка кутија. Во сите 5 книги провеува една магична нота. Тоа е еден паралелен свет во кој што секој креативец влегува и во текот на целиот свој живот, додека не ги оствари своите креативни цели. Додека компонираме, сликаме, изведуваме, со било каква уметност да се занимаваме, ние влегуваме во тој магичен паралелен свет и токму затоа и магијата е присутна
или волшебството е присутно во сите 5 приказни. Да. И на крај, пред за да ги поканиме можеби родителите со своите дечиња да дојдат на утрешниот концерт во 12 часот во Филхармонија, уште еднаш ќе потенцираме важноста на токму и навиката и љубовта кон класичната музика, па да се стекне и таа желба уште од мали нозе да се посетуваат ваквите детски концерти. Да, токму тоа е нашата цел на сите нас во Македонската филхармонија. Долго време работиме симфониски концерти за деца и идејата е децата преку забава да се едуцираат за класичната музика и воопшто за уметноста, бидејќи класичната музика не е само музика сама по себе, таа отвара и други хоризонти, се спојува со други уметности, со историја, со географија, со сликарство, со книжевност. Неопходно е децата од мали нозе да ги посетуваат овие концерти, за да се едуцираат и за да ги прошират своите хоризонти и да научат и да видат нешто што е надвор од училишните клупи, надвор од институциите кои што ги посетуваат секојдневно. Овие концерти се секогаш посетени, ми се огромна радост на сите нас во Македонската филхармонија. Се надевам дека и утре ќе поминеме убаво како и секогаш. Така е тоа и ви го посакувам, бидејќи ваквите концерти денеска се потребни повеќе од било кога. Посакувам успешен утрешен концерт сите кои што сакаат утре во 12 часот за дечињата еден убав симфониски концерт токму за оваа приказна магичната флейта на Волф. Тина, благодарам за утринското вклучување, за утринските минути кои што ги посвети на нашите гледачи како би се информирале за концертот, но и за книгите кои што може да се најдат и да се ужива во нивната содржина. Ви благодарам на поканата.